Тезата дека вистинскиот, а во случајот и официјално избран за маж на годината не држи збор, излегува вистините. Ветувањата честопати знаат да потфрлат кога ќе се соочат со реалноста. Како држава сме подготвени за престојната зимска сезона, односно за врнежите од снег. 20 коли заглавени во снегот, меѓу кои една пожарна. Ваква беше ситуацијата во Мавровско, како овој дел од државата го затрупа снег. Оваа година надлежните институции нема да бидат изненадени, бидејќи од оно што можевме да го слушнеме на оваа координативна средба, капацитетите на јавното претпријатие за државни патишта, како и јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта се целосно подготвени. Снегот на првиот декемвриски ден повторно ги изненади надлежните. Скопјани ништо веќе не може да ги изненади. Не се знае на чие политичко конто заврши малиот хаос со приватните превозници, но барем е јасно кому треба да му се предаде голема благодарница за тоа што по јубилеен 25 пат не успева да помине идејата главниот град да го обнови и озелени јавниот превоз. Бидејќи никој повеќе не бара збор, да заклучувам претресот и предлог одлуката за набавка на еко автобуси ја ставам на гласање. Кој е за, молам на крен рака? 19 членови совет гласале за. Дали има некој против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека одлуката за набавка на еко автобуси не е донесена. Времето на донесување на некоја одлука е од исклучителна важност, бидејќи е неопходно навреме да се реагира. Просто е неверојатно клучната институција за воспоставување на редот, своето однесување да го структуира без да направи рефреш и да делува врз основа на безбедносна проценка донесена пред 2 месеци. И сега, ако ме прашате од кога е оваа информација е добиена од страна на Агенцијата за национална безбедност, додека беше менаџирана од страна на предходното раководство. АНБ има нов директор од 16 октомври, а Куманово, градоначалник стар 7 години. Изгледа му е смачено штом повеќе од половина година одбива да се соочи со народните избраници. Со подршка од коалиционите партнери, секоја седница на Советот на Куманово има исто сценарио. Да се изјасниме и во однос на дополна предложена од советникот Јовановски, дополна да се прави со советнички прашања на денешната седница. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 11 гласа за, 14 против и 1 воздржан, оваа точка како предлог не се става на дневниот ред. На македонскиот дневен ред пак постојано истото прашање. И редовно некоја игра на зборови со која веќе не се знае што и кога, каде и зошто било кажано. Ќе се обидете ли репреговарање да има за преговарачката рамка? Овие спорни елементи што велиме дека има најмалку 3 креативни решенија кои што сум подготвен да ги разговарам кога ќе има политичка влада во Бугарија. Лага е тоа дека некогаш сме рекле дека ќе дојде до бараме промена на преговарачката рамка. И на крајот, кога некој изгледа на вистина сака да направи промена. Почитувани гледачи, старт на уште еден проект на Стопанската комора на Северна Македонија. Во моментот кога се договоривме дека токму ти ќе го водиш овој подкаст, навистина мислам дека целиот проект стана комплетен. Или ја грешат новинарите, или бизнисмените. Ама кој знае колкава и каква е маката, штом некој сериозно се фаќа за лебот со 9 корки.